Пустошењето на шумите е најголемиот организиран еколошки криминал во Македонија, поврзан со корупција и перење на пари. Шумската мафија не мирува. Изминатиот период жртви на мафијата беа двајца шумочувари од Кумановско-Липковскиот регион и еден шумски полицаец на Китка. Со децении се врши масовна и неконтролирана експлоатација. Надиво се сечат и пустошат шумите, а на терен секојдневно се врши грабеж, вели професор Марина Малиш-Саздовска, која отворено зборува за спрегата помеѓу шумската мафија и одредени структури во власта. Не станува збор за нека мала количина на дрва која што можете да скриете било каде во човечко тело, во бункер и да ја пренесете. Станува збор за огромна количина на дрвна маса. Значи тоа без корупција не може да се направи. Не можете вие да транспортирате огромна количина, тоа се камиони и камиони во прашање, огромен габарит, а никој да не забележи. Значи не може надлежните полициски органи, инспекторатите, заложените во јавното пребратие на национални шуми да не го забележат тој феномен на сторување на кривично дело. Недостасува желба, политичка волја и целосна посветеност на надлежните органи да го решат овој случај на пустошење на шумите, велат експертите, но кои профитира од коруптивните сделки со стотици илјади метри кубни дрво. И тука се остваруваат енормни финансиски средства, кои што понатаму завршуваат и во приватни џебови, но согласно и нашиот, да речеме, целиот систем, дел се финансираат можеби и одредени политички кампањи. Значи сето тоа пред избори или можеби е малку, да речеме, зголемено, но од анализите кои што јас сум ги правела подолг временски период на економскиот криминал и на перењето пари, еден од најголемите проблеми во Македонија толкму е шумската мафија. Полицијата е превзеде акцијата Гора, но тоа не е системска ниту координирана, туку акција од времен карактер. Затоа експертите предлагаат формирање на посебен оддел во МВР, каде инспекторите би се занимавале само со криминалистички истраги за овие кривични дела. Сугерираат и казните во сферата на еколошкиот криминал, кои сега завршуваат со условна осуда и благи парични казни, да бидат поригорозни и да се врши целосна конфискација на имотот со кој располагаат. Укажуваат дека пустошењето на шумите предизвикува ерозија на земјата и појава на свлечишта, како што се случи во Тетовско, кога имаше и жртви.